Вести на Канал 8, добар ден. Протестите на учениците на ниво на Македонија не ги одложија екстерните тестирања. Денеска започнаа во сите училишта во земјава. Долго најавуваниот образовен проект не помина без одредени технички пропусти. Тестатори беа наставници од кочанските училишта, а имаше и наблюдувачи од повеќе министерства. И покрај протестите и противењата на учениците, започна спроведувањето на екстерните тестирања на ниво на државата. Над 1500 ученици од кочанските основни и средни училишта полагаа екстерно. Како за почеток, екстерното не помина без технички пропусти. На поголем процент од тестовите наместо прашања имало одговори, поставени задачи без слика, прашања кои не се на македонски јазик и неколку часовни доцнења. Ова се само дел од проблемите со кои стартуваше долго најавуваниот образовен проект. Но и покрај се, екстерно полагаа учениците од 4 до 8 оделение од основните и од 1 до 3 година од средните училишта. Полагањето започна со предметите математика и граѓанско образование во основните и математика, ликовно и стручни предмети во средните училишта. Започнавме и во нашето училиште, тестирањето е во тек. Денес се тестираат предметите математика и граѓанско образование и ни се опфатени 478 ученици во неколку сесии. Според сите пропозиции имаме надворешен наблюдувач, тоа е инспектор од Министерството за одбрана. Училиштето си постави тестатори од вработените, наставниците и досега тестирањето тече во најдобар ред. Секој од учениците ќе се тестира по 2 предмети кои што се изберени од Министерството и ни се дадени списоците кој ученик по кој предмет ќе се тестира и на која дата. Наши професори се тестатори, а наблюдувачи се од другите министерства. Ние имаме двајца представници денес од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Според изјавите на директорите на училиштата, присутноста на учениците на полагањето изнесува високи 99%. Тестирањата продолжуваат во текот на наредните денови, а ќе траат до 10 јуни, пошто ќе бидат објавени резултатите. За оправдано отсутните се предвидени нови термини за тестирање во јуни и август. Наместо на правниот, завршените средношколци годинава ќе можат да се запишуваат на економскиот факултет во Кочани. Универзитетот Гоце Делчев го објави конкурсот со кој, освен за економисти, слободни места кај нас ќе има и за текстилно инженерство. Вкупно 690 места за новата студиска година се предвидени на економскиот факултет што ќе работи во Кочани, како дел од Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Сите слободни места се распоредени во 5 различни програми, а најмногу, по 90, се распределени на банкарство, финансии и осигурување и на менеджмент и предприемништво. Останатите заинтересирани средношколци ќе можат да се запишат на здравствен менеджмент, сметководство, финансии и ревизија и финансиски менеджмент. За секоја од овие програми има по 60 слободни места. Близу половината од вкупниот број ќе можат да се запишат на редовните студии во државната квота, а уште 150 во истата квота, но со кофинансирање од по 400 евра годишно. Толкова сума ќе плаќаат и оние што ќе се запишат вонредно, каде се планирани 180 места. Правните студии во Кочани и годинава ќе мируваат. Наместо нив, како дополнување на можноста да се студира на економскиот факултет, од Штипскиот универзитет нудат можност дел од завршените средношколци да се запишат на техничко-технолошкиот факултет на студиите по текстилно инженерство. Овде се планирани 40 слободни места. Пријавите со потребната документација идните студенти ќе треба да ги достават во Штип за економскиот, а во Пробиштип за техничко-технолошкиот факултет. Наставата и полагањето на испитите сепак ќе се одвива во Кочани, во просториите на правниот факултет. На двете студиски програми на машинскиот факултет во Виница пак има вкупно 80 слободни места. Пријавувањето на кандидатите за сите факултети во првиот уписен рок ќе биде во првата половина на август. Жителите на Бели реагираат на лошиот сообраќаен пристап до селото и бараат општината да превземе мерки за санирање на оштетувањата на коловозот. Слично е и со пристапот до Лешки. Од локалната самоуправа велат дека се запознаени со проблемот и ветуваат дека ќе се реши ако се добијат пари за аплицирани проекти. Жителите на Бели и Лешки и понатаму ја очекуваат реконструкцијата, односно изградбата на асфалтните приоди до нивните села. Проектната документација е изготвена, но иако уште од пред една година им беше ветено од и градежните работи ќе започнат,
На терен нема никакви активности. Асфалтниот слој на влезот од Бели е поставен во далечната 1974 година, а сега скоро целосно е уништен. Практично возилата поминуваат по дупки и остатоци од она што порано бил асфалтиран коловоз. За да биде состојбата уште полоша, пред известно време на него биле вршени градежни работи за поставување подземна инсталација, а санирањето било само со земја. Жителите неколку пати јавно реагирале за проблемот, но иако им било ветувано, досега тој не е решен. 4 села држава пат. Рајчени, Телеј, Нивичени, Бели, откочени на, мислам. Не, треба се направи. Камионите водат нон-стоп и треба се дотера. Јаки превози врват нагоре камиони. Прашина е, те видите пато каков е. Што може да кажам? Жителите на Бели велат дека фреквенцијата на возила што поминуваат одовде е зголемена. Често доаѓаат и гости од странство, па на домакините им е непријатно кога мораат да ги пречекаат со раскопан пристап. Не се знае колку поминуваат. Особено у саботи, у недели, за Пантелеодот на манастирто има направено белски, знаеш кај Дабо. Тоа е многу кола е непрекинано, се оди. Во локалната самоуправа велат дека се запознати со проблемите на жителите од Бели, па подготвиле план за негово решавање. Со проектот е предвидено да се постави нов асфалтен слој во должина од околу 1 километар од влезот на селото до крстосницата кон Нивичани и локалитетот кај Дабот. За оваа намена побарани се над 140.000 евра од Европската банка за обнова и развој и од Светската банка. Нешто повеќе, односно околу 165.000 евра, ке чини доасфалтирањето на приодниот пат до Лешки. Сепак, на практична реализација, најверојатно ќе треба да се почека, затоа што се уште нема никакво известување од Агенцијата за државни патишта што се случува со поднесената документација за финансирање на проектите. Поради тоа, во општината овие проекти се водат со статусот во процедура. Според новата сообраќајна студија, централното градско јадро се прилагодува на потребите на пешаците. Се прават напори да се ограничи движењето на возилата. Проблем се уште представува недостигот од паркинг места. Градоначалникот Димитровски и неговите соработници сакаат центарот на градот да го претворат во зона каде поголем простор ќе им се остави на пешаците. За таа цел нарачале и долгорочна студија. Ние имавме една поширока студија која што се изготвуваше подолг период, буквално цела година, која студија ги мина сите фази на обработка со ангажирање на надворешни стручњаци од страна на средношколскиот автосообраќајен училишен центар, од страна на полициската станица, и тој елаборат беше разгледуван и од страна на Советот и од страна на сите чинители во сообраќајот во Кочани, заедно со председателите на местните на урбаните заедници, и во него ги погледнавме и тие аспекти. Еден од аспектите кога е во прашање високата фреквенција на возила е и такси услугата за која е потребно да се пропешачат 100 метри до постојката на кеј на револуцијата. Таа дефинитивно останува таму, оти локалната самоуправа е доследна на направената студија за режимот на сообраќај во централното градско јадро. Со приуредувањето на централното градско подрачје сакаме да дадеме повеќе слобода на движење за пешаците. Вие сите сте свесни дека направивме зони каде што и физички не може да се движат и другите возила, дури и доставните возила, што имаше поплаки од страна на дукенџиите, меѓутоа сепак за нас е приоритет пешаците, оние кои што треба да бидат, и малите деца, учениците, оние кои што треба да бидат повеќе заштитени. Преуредувањето ја зголеми безбедноста на пешаците, но комплицираните потези во регулирањето на сообраќајниот режим, со кој вештачки се создадоа нови паркинг места, според голем број од возачите, не е идеално решение. Фондот за здравствено осигурување ја олеснува постапката за издавање електронска здравствена картичка. Олеснувањето се однесува на големите и средните предпријатија, со што нивните вработени до крајот на јуни ќе ги добијат своите картички. Сите големи и средни предпријатија, чиј вкупен број е над 20 лица, имаат можност за издавање на електронска здравствена картичка да поднесуваат групни барања и уплати, како за своите вработени, така и за членовите на нивните семејства. Поради можните несовпаѓања на бројот на вработени лица во евиденцијата на предпријатијата и во евиденцијата на фондот, постапката се олеснува со воведување на претходна електронска проверка на валидноста на податоците.
За таа цел фирмите треба да пополнат групно барање за електронска здравствена картичка преземено од веб страницата на фондот и да го достават на електронската пошта на ФЗОМ. Секое предпријатие на својата имейл адреса ќе добие известување за валидноста на доставените податоци. Ако тие се совпаѓаат со евиденцијата на фондот, тогаш предпријатието ќе поднесе образец во прилог со испачетеното групно барање за електронска здравствена картичка. Ако пак податоците не се совпаѓаат, тогаш во електронското известување од Фондот за здравствено осигурување ќе биде наведено за кои лица постои несовпаѓање и ќе биде наведен начинот како тоа да се надмине. Со оваа последна промена Фондот за здравство сака да им излезе во пресвет на големите и средни предпријатија и да ја олесни постапката за поднесување групни барања за електронска здравствена картичка без придружна документација и поединечни барања. До сега, например, едно предпријатие со 100 вработени требаше да поднесе 750 листови хартија за своите вработени и за членовите на нивните семејства за поднесување и издавање на здравствената картичка. Од Фондот за здравство ги повикуваат сите правни и физички лица кои немаат доставено барање или уплата за издавање електронска здравствена картичка, тоа да го направат што побрзо во подрачните единици на фондот. Законската регулатива предвидува сите осигуреници да имаат електронска здравствена картичка до 30 јуни оваа година. Во Основното училиште Крсте Петков Мисирков донирани 1000 примероци на лектирни изданија од Просветно дело. Ова не е прва донација во Кочани на оваа издавачка куќа, а е плод на соработката со локалната самоуправа. Со нови примероци од лектирни изданија на издавачката куќа Просветно дело е збогатен библиотечниот фонд на Основното училиште Крсте Мисирков во Оризари. Донацијата лично ја предаде директорот на издавачката куќа Павле Павлов. Ова не е прва ваква донација на Просветно дело, претходно донираше и во подрачното училиште Раде Кратовче во селото Нивичани. Морам да ви кажам дека идејата е на вашиот градоначалник, кој навистина се дружи со книгата, сака книгата, а јас имам слух секогаш кога ќе ме повикат да донирам книги. Веќе стана една традиција, ние иланска година во едно село в Кочевско подаривме во една сморетка книги, а денес сме тука во Ризари, кога донесовме 1000 книги, наменети се за најмалите до најголемите осмоделенците, меѓутоа и возрастните кои сакат да прочитат нешто повеќе ќе можат да најдат во овие наши книги. Еден колаж од прекрасни книги, самите може да се уверите во тоа. Градоначалникот Димитровски рече дека соработката со Просветно дело датира од поодамна. Просветно дело е нашата најреномирана издавачка куќа во Македонија, таа го издаде првиот буквар и еве на овакви начини во нашата општина со 2 донации покажува дека иако е приватна куќа, иако е време на лоши економски услови, сепак издвојуваат дел од своите ресурси, дел од своите книги да ги донираат кај нашите најмлади читатели, со цел да оние кои што не се во можност да дојдат до таа книга, еве на овој начин да можат да ги прочитаат тие книги. За директорката на училиштето Крсте Мисирков, големиот фонд на лектирни изданија е многу значаен за училиштето, затоа што ќе го збогати застарениот библиотечен фонд. И јас би сакала од мое лично име, од името на сите вработени и сите субјекти во училиштето, да кажам големо благодарен на директорот на Просветно дело, на издавачката куќа и на плодната соработка на нашиот градоначалник со истоимената издавачка куќа и се надевам дека нема да запрат тука и дека ќе израдуваат и други училишта и други ученици, бидејќи за книгата има многу мисли кои што не би можеле да се искажат нити во еден миг, но сепак останува едно од најважните нешта и покрај технологиите и покрај другите напредни наставни методи останува книгата не една, туку најзначајна во училиштето. Учениците се заблагодарија за донацијата на симпатичен начин. Најмладите со инспиративни стихови за значењето на книгата, повозрастните ученици со рецитал посветен на Крсте Мисирков, патронот на училиштето, во кој се содржеше аманет за зачувување и негување на македонскиот јазик. По 2 до 3 театарски представи неделова ќе се играат во рамки на предјубилејниот 49-ти драмски аматерски фестивал. Ретка можност за љубителите на театарската уметност да уживаат во понудата на Центарот за култура Бели Могри.
Грк или весела склероза во режија на Перо Даниловски настапува Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Е насловот на првата представа која ќе биде одиграна на годинешниот драмски аматерски фестивал. Во понеделник на програмата е уште една представа на сценарио на Орце Павлов, додека го чекавме Годо, настапува Домот на културата Тошо Арсов од Виница. Во вторник најправен ќе настапи Основното училиште Гоце Делчев од Виница со представата Ајде да си речиме уште една во режија на Мара Јованова на текст на Александар Цветановски. Во вториот термин за одигрување на представи настапува Сдруженијето на пензионери од Куманово Кут Ѓоко Симоновски. Вечерта ја завршува Средното училиште Јосип Брос Тито од Скопје со адаптираното сценарио на филмот Брекваст. Клуб за доручек е насловот на представата, режисер е Драгана Гелевска и Ирина Лазарева. Во среда ќе биде одиграна представата Убавицата и шумскиот ѕвер во режија на Миле Пашуевски. Тој е и автор на текстот, а ќе настапат аматерските актери од Домот на културата Мирка Гинова од Демиркапија. За среда е закажана промоција на книгата лауреат на наградата Димитар Митрев за 2012 година. Насловот е Меѓу минатото и сегашноста, а промотор ќе биде професор доктор Кристина Николовска. Авторската презентација е на Милица Стојанова. Во среда ќе биде одиграна и представата Парите се отепувачка, режисер е Томе Атанасов, настапува повторно Домот на културата Мирка Гинова од Демиркапија. Гимназијата Јосип Брос Тито повторно се представува во среда со представата Класен непријател во режија на Румена Димевска, Иван Матич и Димитар Јакимовски. Во четврток настапува театарската група Словенечки центар од Скопје. Представата е Стрип Струп Денарија Куб во режија на Ангела Стојановска. Уметноста во косте со препреките е насловот на ликовниот и книжевен перформанс на Роза Мојсовска, кој ќе се одржи исто така во четврток. Истиот ден настапува и меѓуопштинската организација на глуви и наглуви од Врање со представата Љубов во режија на Трајче Ѓоргиев, а Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица се представува со Стаклена менажерија во режија на Кире Ѓоргиев. Во петок настапува Сдруженијето за култура и уметност Илјо Андевски Смок од Тетово со представата Приказната на големиот господар во режија на Марко Богдановски. Во сабота во чест на наградените, по традиција настапува Факултетот за драмски уметности од Скопје, овој пат со испитна представа од трета година, катедра на театарска режија, соната на сцеништата, режисер е Ангел Чуелиевски. Со музика, драмски изведби и рецитали, одбележан патрониот празник на училиштето Свети Кирил и Методи. Беше оддадена почит на браќата Кирил и Методи со положување цвеќе пред бистата во училиштето. Со свечена академија во која учествуваа скоро сите ученици, училиштето Свети Кирил и Методи го одбележа својот патрон. Во преполната сала во Центарот за култура Бели Мугри, учениците се представија со музички точки, драмски изведби, рецитали. Менаџерскиот тим на училиштето и наставниците и годинава се потрудија организацијата да биде на високо ниво. Организираме свечена академија во која што ќе учествуваат сите наши ученици, подготвени од нивните наставници. Патрониот празник ни е на тема евоцирање на спомени и подготвуваме ритмичко-музички точки и драмски текстови. На денот на сесловенските просветители 24 мај, ученици вработени во училиштето на бистата положија цвеќе и одадоа почит на браќата Кирил и Методи. Минути за спортот. Адил Мехмет стана медитерански вице-шампион. Во фудбалските првенства нови 3 бода за иднина С. Осогово со нов пораз, а екипата на Кочани стана пионерски шампион. Адил Мехмет стана вице-првак на Медитеранот на 22-тиот шампионат за каратисти помлади од 21 година, што се одржа во кипарската метропола Никозија. Тој дојде до сребрениот медал во многу силна конкуренција на надпреварувачи од повеќе земји. Поимпресивниот од во елиминациите, Мехмет во финалето налета на надпреварувач од Египет, од кого загуби со 2:1. Информациите од Никозија велат дека кочанскиот каратист бил оштетен поради пристрасното арбитрирање во завршната борба.
ИНИНАС бргу го преболе несреќниот пораз во купот и не дозволи да се рефлектира во финишот од сезоната. Викендов на теренот во Оризари славеше над победа со 2:1. ЖФК Кочани игра во четврток на гости против Борец, а одложен беше и надпреварот Топгол и Статов. Во останатите два надпревари од 17-тото коло, Единство беше поразен од Билјанини Извори со 1:3, додека Ас Юнајтед загуби од Речица со 1:5. Освојувачот на купот Единство беше во најповолна позиција за освојување и на шампионската титула, но сето тоа се доведува под сериозен знак прашалник по поразот на домашен терен од првиот конкурент Билјанини Извори. Дури и Борец, кој има надпревар помалку, се изедначи со бодовите со Чаирчанки, кои сега паднаа дури на третата позиција. Водат Билјанини Извори со 43 бодови пред Борец и Единство со по 40. ИНИНАС е четврта со 32, а ЖФК Кочани е на 8-то место со 13 бодови, со можност да го подобри бодовното салдо в четврток, што е тешко да се очекува, имајќи го предвид тешкото гостување во Велес. До крајот на сезоната, во третата фудбалска лига Исток остануваат уште две кола. Паѓа и Моралот на Осогово, кој доживеа нов пораз. На гостувањето против Работник беше поразен со минимални 1:0. Од останатите резултати, Зрновка Слоу 1934 0:4, Каменица Саса Агрос Градовци 8:3, Малеш 1919 Плачковица 1:4, Василево Стиво 2:0, Беласица Прави мај 5:2, Тиверија Рудар 4:0 и Тракања Карбинци 1:0. Пионерите на Кочани стана шампиони во локалната лига. Завршниот надпревар против Зрновка го одигра на Никола Мантов, во кој славеа со 5:1, со што ја заверија титулата. Ова беа вестите на Канал 8. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.